A točno taka, na inicijativu na Tanja Goševa, kako ne predstavnik, tako vodi роднокрайното отделение. Незина беше иницијативата ме покани да бидам гостин на представување на моето творештво. Добро, како поминавте? Прекрасно помина затоа што организацијата беше многу добра. Одлично. Атмосферата една спонтана. Спонтано разговаравме за моето творевство, за она што било досега, за идните проекти, воопшто за пишувањето, воопшто за книгите, книжевноста, важноста на книгите во животот на сите. Беше придружувана на некој начин, ако може да се каже, од професорот Павле Стојанов. И му благодарам за тоа. Тој беше присутен. Која беше неговата улога? Неговата улога беше, имаше две улоги. Најпрво да ги подготви учениците од гимназијата, што исто така рецитира, и исто втората улога му беше како рецитатор. Јас пак ќе кажам, му благодарам на тоа, затоа што тој заедно со учениците и Наташа рецитираше, Наташа Трајчевска од библиотеката, дадоа на песните им ја дадоа онаа душата, онаа живоста, ги оживеа пред сите таму присутни и навистина имаше видливи емоции од присутните што беа таму. Имаше една таква силна позитивна енергија што, морам да кажам, уште ме држи. Верувам дека е така. Ме држи, особено затоа што книжевните средби, поетските средби навистина ја имаат таа моќ да внесат некоја посебна енергија меѓу присутните и сите да си отидат со полни души, облагородени. Точно, јас мислам со најполна душа. Таа енергија има толку силно мотивирачко дејство и навистина им благодарам за тоа. Ме мотивираат за понатам. Да, Елизавета, како е да се слуша сопствената поезија од интерпретатори? И од одлични интерпретатори меѓу другото? Вистинско доживување. Значи, кога ги пишуваме песните, знаеш ти, Сузана, кога ги пишуваме, тие излегуваат од нас. И кога ние сами ги прочитаме, имаат една друга димензија. Така. Можеме ќе се сетам на моментот кога сам го напишала, на моето чувство во моментот кога го пишувам. Но кога ги слушаме од врвни рецитатори, еве сега како професорот да го спомнам, тоа е едно надворешно чувство, сега ја слушам од надвор и можем да кажем дека некогаш знам да се прашам од каде тие зборови. Апсолутно. Од каде тие зборови доаѓаат за ние да успееме да ги напишеме.